Во Куманово денес е мирно. Комисиите формирани за процена на штетите започнаа со работа на терен. Земени беа податоци за сопствениците кои ќе добијат финансиска помош која ќе им ја додели државата. На седницата на владата на Република Македонија, разгледувајќи ја точката на дневен ред во врска со полициската акција во Куманово, владата одлучи на семејствата на загинатите припадници на безбедносните сили да се додели финансиски наддомест во висина од 70.000 евра по семејство во денарска противвредност. На најтешко ранитиот полицаец ќе се додели финансиска наддомест од 40.000 евра во денарска противвредност. На 4 полицајци кои се тешко повредени и хоспитализирани ќе им се додели финансиска наддомест од 35.000 евра по полицаец во денарска противвредност. На 19 полицајци кои се веќе оперирани заради потешките повреди или пак имаат потешки повреди, ќе им биде доделен финансиски надомест од 25.000 евра по полицаец во денарска противвредност. На преостанатите 13 полицајци кои беа повредени и ранети во акцијата, ќе им се додели финансиски надомест од 15.000 евра по полицаец во денарска противвредност. На припадниците на единицата за специјални задачи и на припадниците на единицата за брзо распоредување, кои беа ангажирани во полициската акција во Куманово, ќе им биде доделен финансиски наддомест во висина од 10.000 евра по припадник во денарска противвредност. На припадниците на посебната единица на полицијата кои беа ангажирани во полициската акција во Куманово, ќе им биде доделен финансиски надомест во висина од 5.000 евра по припадник во денарска противвредност. Финансиски надомест во висина од една месечна плата по медицински работник ќе добие и медицинскиот персонал ангажиран во време на полициската акција. Имено Кризниот штаб за заштита и спасување објави дека од утре, среда, започнува наставата во кумановските училишта како и во градинките, откако е констатирано дека ситуацијата се нормализира.